Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Кога сме болни, првиот совет што го добиваме е чинија топла пилешка супа. Но дали е ова само традиција или вистински антивоспалителен оброк, кој може да го забрза оздравувањето од грип и настинки? Пилешката супа е предмет на научни истражувања. Најпозната е студијата на Универзитетот во Небраска. Што покажуваат резултатите? Што мора да содржи пилешката супа? Сеедно ли е дали е бистра или не? Дали инстат супите или коцките за супа може да бидат соодветна замена? За исхраната кај настинки и грип разговараме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Останете на Телма, следува на вистина интересно издание на Телма амбуланта, а како и досега ќе оставиме простор да се вклучите со ваши прашања во програма. Дали пилешката супа навистина помага кога сме болни? Што вели науката? Каква треба да биде исхраната при настинки и грип? Ќе прашаме Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Надица, добар ден, добре ни дојде во Телма амбуланта. Добар ден, добро ве најдов. Пилешката супа е предмет на научни истражувања, најпозната е студијата на Универзитетот во Небраска. Па што велат резултатите? Дали навистина пилешката супа има антивоспалителни дејства, односно помага кај горно-респираторните инфекции, или пак тоа е само едно народно убедување? Па тоа што е интересно и што мене ме воодушевува кај некои рецепти, е освен што науката се бори да докаже дали е или не е, пилешката супа сепак представува храна која директно ни покажува и во традиционалната медицина, и во популарната наука, и во научната мисла, дека храната може да биде лек, дека одредени намирници, одредени комбинации, навистина директно може да помогнат и влијаат на нашето здравје. Впрочем, пилешката супа како лек постои онолку колку што постои и човекот. Првите записи доаѓаат од Кина, потоа понатаму од римско време, значи воен хирург дури напишал и многу голем дел од медицинска енциклопедија во римско време. Рабин од Шпанија се занимавал во 12 век. И некако таа супа, иако ја имаме во сите посериозни прирачници, каде што даваме нутритивни препораки, болнички менија и така натаму, сепак некаде од 70-тите години на минатиот век, како и секогаш, случајно, почнуваат научни истражувања. И денес ние точно знаеме на колку полиња делува пилешката супа на нашето здравје и што е интересно, ковид истражувањата исто така, како да поттикнаа повторно пилешката супа да се врати под светлото на рефлекторите, па имаме постојано нови и нови сознанија за тоа кои аспекти од пилешката супа и зошто влијаат на нашето здравје. Да, има некаде околу 7 здравствени бенефити на пилешката супа. Секако се разбира и од рецептот на пилешката супа. Кои се тие здравствени бенефити? Па прво ќе одиме на традиционалните, како беа докажувани научните студии, дека делува противвоспалително, на начин кој што директно делува на хемотаксијата на белите крвни зрнца, односно на возбудувањето на белите крвни зрнца, дека делува како електролит, дека делува исто така инхалаторно, потоа делува психолошки, и за тоа имаме студии како делува, покажува дека некој супа за болниот е секогаш знак на грижа, на носталгија, на благодарност, на топлина. Потоа исто така е одличен извор на нутриенти, кои едни со други се поттикнуваат, и одредени хемиски материи, кои што не се само макронутриенти, микронутриенти, туку како што се и други хемиски соединенија кои последните години излегоа. Тоа се некои многу значајни аминокиселини, потоа многу значајни пигменти, биофлавоноиди, и многу значајни исто така, она што е исто така многу важно, е можноста на интеракцијата на состојките на супата, кои што дозволуваат одредени хемиски процеси, кои што понатаму нашиот организам може да ги искористи. Но пред да почнеме да зборуваме за тоа, само сакам да кажам дека всушност се работи за кокошкина супа. Пилешката супа е нешто што
ниту во науката е испитувано, секогаш се работи за супа од кокошка, во предвид доаѓа и супа од петел, и тоа можеме понатаму да го објасниме која е разликата кога веќе ќе напоменеме и некои други хемиски обработки. Треба да биде од кокошка, но ние, и тоа е многу интересно, можеби само на Балканот повеќе ја цениме пилешката супа, отколку кокошкината супа, односно од супа која се прави од повозрасна живина. Значи, супата треба да биде од кокошка, ќе појасниме подолу во емисијата зошто. Сега ќе се задржиме на здравствените бенефити. Веќе споменавте дека оваа супа влие врз билите крвни клетки, поради тоа има антивоспалително дејство, тоа е научно докажано. А има ли вистина дека оваа супа може да помогне и во исфрлањето на шлајмот? Сушност, одредени аминокиселини кои што ги има во белите меса, каде што тука се пилешкото, кокошкиното и од петелот, директно влијаат на разредување на мукозната материја, односно на слуста. Меѓутоа, зеленчукот кој што го ставаме, има уште подиректно влијание кога ќе се спои со ослободените аминокиселини од протеините кои што хидролизираат во водата додека супата се подготвува. И тука станува збор да понатаму, значи најинтересни се аминокиселината карнозин, цистеин, меѓутоа тука и тауринот, кои што дефинитивно имаат инхалаторно дејство. Дали е попаметно да инхалираме супа? Значи да се инхалира пареа, значи да вдишуваме паре од топла супа наместо вода. Меѓутоа научните истражувања одат дотаму дека всушност може да служи како средство бистрата супа за инхалација, но во секој случај за отзатнување на нос и за разредување на шлајмот, инхалација на сите горни дишни патишта. Но навистина треба да го искористиме моментот на испарување и на топлина, и тој делува еден вид како дезинфекција. Супата исто така е богата со калиум, натриум и фосфор, и тие делуваат еден вид исплакнувачки, што исто така ослободува. Топлината од испарувањата и од целиот вкус кој што го добиваме, всушност делува на ширење на дишните патишта, на околината, па го добиваме тој ефект на разредување на секретот. Сега, кога имаме покачена телесна температура и сме болни, се препорачува да земаме повеќе течност и електролити. Дали пилешката, односно кокошкината супа, може да биде добра алтернатива во овој случај? Во секое заболување, кокошкината супа е многу добра алтернатива. Не можеме сосема да се потпреме на електролитско надополнување само од супа, доколку имаме и додадени работи како екстремна диареја, кога имаме. Меѓутоа, кога имаме висока температура, навистина помага, значи и во тој правец. Она што е можеби најинтересно е последните испитувања кои што се направени на еден универзитет во Мајами и каде што еден биохемичар Колби се занимавал со умами вкусот. Умами вкусот е последниот вкус кој што е додаден во науката на сензорни карактеристики на храна и најшол дека умами вкусот на кокошкината супа е специфичен по многу нешта, бидејќи дава задоволство на нервниот систем од друг вид, да всушност сигнализирајќи задоволство, тој го спрема дигестивниот тракт, подобро да ја дигестрира храната, подобро да асимилира протеини, без да делува негативно. Исто така, во време кога сме настинати, немаме апетит, па овој умами вкус всушност е тоа што можеби најчесто може да ги убедиме заболените да пробаат додека се болни. Инаку, да,
околу 10.000 авторизирани истражувања има кои што почнале некаде во ковид пандемијата, 4 се сметаат за најрелевантни, кои што докажале дека 1 килограм кокошкина супа распоредена во текот на денот влијае за намалување на телесната температура 1 до 1,5 степен, но и за скратување на целото боледување 1,5 до 2 дена, што воопшто не е малку, бидејќи го има окрепувачка можност на организмот. Значи ни дава, не оптеритува, но ни дава она што ни е потребно. Сега, како да се направи пилешката, кокошкината или пак супата од петал? Како да се вари месото? Дали заедно со коските, бидејќи тие содржат колаген и минерали, или е доволно само месото да го вариме? Најдобро е било што имаме во моментот, отколку да не правиме ништо. Но сите истражувања кои што ги сметаме за релевантни, за наука базирана на докази, всушност се состојат од рецепти каде што целата кокошка е влезена во процесот на термичка обработка. Јас секогаш користам прилика да зборувам и за процесите на подготовка на храна. Сакам да кажам дека кокошкината супа, па и многу други супи кои што се месни, треба да почнат да се варат во ладна вода. Кога термичката обработка започнува постепено од ладна вода, тогаш одреден дел од протеините, тука е глутаминот, најважен, може да хидролизира, односно да прејде во водата и да добиеме колагенска супа. Доколку ја ставиме веднаш во врела вода, добиваме стегање на мускулните ткива и многу помала хидролиза на протеините. Значи, започнуваме со ладна вода, Добра. започнуваме со цела кокошка и по некое време ги додаваме зеленчуците. Значи, не е се едно дали е бистра или пак во неја има додатоци. Најдобро е да и бидат додатоци. Доколку имаме навистина проблеми со голтање, значи сме негде каде што грлото ни е толку воспалено, може потоа таа бистра да се конзумира само како бистра. Меѓутоа, најдобро е да бидат зеленчуците внатре, изблендирани, исецкани, значи да бидат внатре. Но не да почнат да го имаат целиот процес на термичка обработка. Значи, при крајот да ги додадеме? При крајот ги додаваме, за да направиме лесна дигестија, значи сепак да бидат лесно сварливи, и тоа во зависност од што додаваме. Еве, например, морков, целер, кромид. Кромидот и морковот Каква и улога целерот имаат овие заедно. додатоци во борбата со вирусите на организмот? Всушност, тие се еден од суштинските делови на крајниот продукт здравствени ефекти на кокошкината супа. Затоа што во мастите, иако ги има малку кокошката, има доволно и таков вид кој што ќе дозволи бета-каротенот од морковот да биде искористен и врзан во нашиот организам, а бета-каротинот од морковот знаеме дека е докажано добар борец против сите риновируси. Целерот во себе содржи моќни антиоксиданси кои што издржуваат термичка обработка. Генерално со антиоксидансите го имаме проблемот на губење во термичката обработка. Но тука треба да додадеме и пашканат. Можеме, оригиналниот рецепт содржи и репка. Оригиналниот рецепт исто така содржи и магданос. Добра. И многу би сакала да кажам дека зачините се исто голем дел од здравствениот бенефит. Црн бибер? Црн бибер, но исто така и лук. Лук. И сакам да ѓумбир нагласам, некои додаваат малку во може да модерните биде и рецепти. ѓумбир, меѓутоа тој мора да биде свеж, за да не изгубиме дел од квалитетот на маслената фаза на ѓумбирот. Но лукот пак е најдобро да биде додаден свеж на крајот по термичката обработка. Значи, од кога ќе се Од кога ќе заврши, варењето? тогаш да се додаде и биберот и да се додаде многу малку лук. Тогаш здравствените бенефити, затоа што алицинот е многу стабилен, кај лукот. Ако го е формиран надвор од храната и кога ќе го додадеме формиран алицин, веќе исецкан лук, во храната, тој е многу стабилен.
Меѓутоа, доколку термички го обработуваме, карамелизацијата има други здравствени бенефити, но ја губиме стабилноста на алицинот и тука веќе многу одземаме на антивирусното и антибактериското делување на супата. Зошто велите дека е подобро супата да се направи од кокошка, отколку од пилешко месо или пак можеби од петел? Па јас на прво место би ставила супа од петел, бидејќи ние денес... на прво место од петел? На прво место од петел. Составот на мускулната маса на петлите е најблиску до дивечот, тоа е сепак најздраво месо. Тоа е темно месо, содржи најмногу миоглобин, но што е најинтересно, пак содржи најмалку хормони. Кокошката е веќе во возраст каде што содржи помалку хормони, за разлика од младите животни, кои што се во раст. И кокошката е можеби добар одговор на она што сега ние препорачуваме на младите родители во некоја возраст да престанат малку со пилешкото месо, бидејќи сите знаеме дека комерцијално одгледуваното пилешко месо е полно со хормони и со други составки. Впрочем, да се вратам на кинезите. Кинезите точно научно докажале каква е разликата во делувањето на кокошкина супа која што е направена од органска кокошка и од комерцијално одгледувана. Од органска кокошка има имуномодулаторни својства и нејзината биоактивна компонента, значи што имаме внатре да искористиме, што е најважно според мене, значи не само тоа да го ставиме во себе, туку да го искористиме, и тоа речиси за 30% повеќе отколку комерцијално одгледуваните. Се докажало и зошто. Клучните витамини се во многу помалку или речиси ги немам во комерцијалните и брзината на одгледување не дозволува комплетно зреење на мускулната маса на суровината, односно на живината. Што значи дека треба да биде домашна и треба да се потрудиме во фрижидер замрзнато да имаме за секој случај по некоја органска кокошка или петал. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани, емисијата е контактна. Доколку немаме органско одгледано месо, дали треба да се отстрани кожата при варењето, при подготовката на супата? Јас лично... За да се избегне големата концентрација на хормони. Јас лично секогаш ги отстранувам крилцата, нешто што стана многу модерно во последно време, бидејќи сето она што влегува во живината, во третманот, најчесто се бризгува во крилцата и околу крилцата. Кожата секако треба да се извади. Тоа, да бидам искрена, нема многу да намали, меѓутоа сепак одредени масти кои што се што не треба да ги има, ќе бидат отстранети. Во секој случај треба да внимаваме на суровините на она всушност од што ја правиме. Надица, доколку немаме апетит, можеме ли неколку дена да живееме само на пилешко, односно кокошкина супа? Или супа од петел? Знаете како, ние навистина во моментот мислам дека се прехрануваме. Доколку супата е направена со разновиден зеленчук, доколку во супата имаме тестенини, хајде во нам можеме да ставиме тарана, во која што има жолчка, кнедли од гриз, кој што има жолчка. Потоа можеме на еден класичен начин, како што правеле нашите баби, да додадеме кисело млеко, јајце во собата, да додадеме поразновиден зеленчук. Апсолутно може комплетно нутритивно да ја пребродиме болеста со конзумирање на пилешка супа. Секако не е еднаш во денот, туку тоа треба да биде постојано и растретено. Всушност, добро е ова што се спомна, бидејќи правени се студии и честотата, колку се здравствените бенефити, доколку во текот кога имаме висока температура, грип и така натаму, дали и честотата на конзумирање влијае? Да, влијае и тоа директно на дигестивниот систем, бидејќи нашиот дигестивен систем преку
Вегетативниот нервен систем и нервус вагус всушност сака да знае однапред што ќе јаде. Понекогаш во оваа супа се додава компир. Во тој случај дали можеме да ја подгрееме супата пред да ја конзумираме? Бидејќи вела дека компирот не сака термичка, не сака загревање. Генерално во ниедна супа која што се конзумира, а не треба да се прави инстант супа, значи се прави по голема количина, не треба да се става компир, иако во оригиналниот рецепт всушност се работи за сладок компир. Се обидов да истражувам. Црвен компир. Да, за сладок компир, кој што е Батат. Да, батат. Кој што го има во рецептот, се обидов да направам дистинкција меѓу двата компири, се работи за тоа дека може да се подгреба црвениот компир, затоа што има повеќе резистентен скроп. Меѓутоа, имајќи во предвид, генерално компирот не мора да го ставиме, може да го замениме со друг тип на јаглени хидрати. Кога јас лично ставам компир, доколку во текот на денот или на боледувањето на мене или некој од моето семејство, имам печени компири, па по подгребањето на супата која што треба да биде конзумирана, едноставно дел од печениот компир се додава на лице место, но не се подгрева со компирот секако. Дали инстант супите и супите од коцка може да бидат соодветна замена за домашно направената супа од пилешко месо, кокошкино или пак месо од петал? Замислете, технологијата на производство на храна го открила умами вкусот уште пред научно да се докаже како делува и зашто делува. Во коцките за супи и во бујоните генерално се влезени состојките кои што науката и суровината се докажало дека треба да ги примаме, но се добиени на еден сосема различен пат, односно тоа се хемиски соединенија, а не се природни соединенија. Јас генерално веќе долго време се обидувам да едуцирам во врска со храната и знаат луѓето дека сум многу широка во однос на тоа што е здрава храна и што се јаде, што не. Коцките за супа се првото нешто што за мене е забрането, поради моносодиум глутаматот кој што го има, поради други хемиски, поради тоа што сакаме да ги даваме на децата, во нив имаме одредени хемикалии кои што сепак за истите имаме ограничен внес, значи имаме зона зелена и многу лесно можеме да ја прекорачиме со другите намирници да влеземе во црвено. Сепак домашната супа е всушност тоа што е лечебното. Готовите супи јас апсолутно не ги препорачувам, а пак инстант бујоните апсолутно за мене се на забранетата листа. Може ли да ни дадете еден рецепт за домашно подготвена пилешка супа? Еве, вие како ја спремате кога не се чувствувате добра? Генерално се трудам секогаш во замрзнувач да имам нешто органско, кокошка или петел. Се става да се вари во ладна вода, во најдобриот пријател на современото домаќинство, тоа е експреслонецот, затоа што не дозволува на водата да испарува и на тоа што го имаме внатре, туку кружи натре. Вриењето некаде, ако се работи за петел, секогаш треба да биде околу 1 час, кога се работи за кокошка, 20-25 минути се сосема доволни. Обавезно е пашканат, кромит, целер. Тоа се додава. Некогаш кога имам нешто зелено, сепак замрзнато, или природно, дали е карфиол, генерално држам карфиол замрзнат, или брокула замрзната, таа сосема на крај ја додавам. Не љубам да пасирам, сакам да биде сецкано или рендано. Потоа на крај додавам малку маслиново масло, бибер. Јас користам и многу зачини. Генерално ставам и неколку видови на зачини кои што имаат загревачко дејство. Ставам кари, лук обавезно и тоа гледам да биде истолчен со малку магданос. И тоа го додавам и тоа е тоа. Следниот чекор што би сакала да кажам практичен е, се трудам да направам голема количина,
некаде од 5 до 6 литри, колку што собира највеќе, потоа ја ставам во тегли, ја пастеризирам на ниска температура, некаде околу 20 степени, и не само што имам спремна супа, туку и наредните денови во фрижидер имам неколку тегли пастеризирани, спремни, за да не се прави секој ден. Значи може да се пастеризира. На ниска температура. А да се замрзне? Може и да се замрзне, меѓутоа, кога сме болни реално и кога сакаме да пратиме некому супа, најдобра варијанта и најбрза варијанта е да биде пастеризирана. Ако во теглата врела ја ставиме супата, значи веднаш ја наполниме теглата со врела супа, Добро. и веднаш ја ставиме на пастеризација од 100 степени, тогаш можеме за веќе некои 12 до 15 минути пастеризација сува во рерна, да добиеме квалитетен, значи квалитетно да остане квалитетот, без да и тоа навистина ми се покажало многу попрактично. Исто така го препорачувам и имам повратни информации дека навистина е поедноставно, кога во фрижидерот јас велам како војници се наредени неколку тегли. Така, добра домашна супа. Особено корисно во период на респираторни вируси, температури и слично. Сега кога не се чувствуваме добро, кога ни е лошо, кога имаме температура, па понекогаш сето тоа е проследено и со диареја, се препорачува лесна храна. Велат не тешка, лесна храна е. Што е тоа лесна храна? Дали може да ни појасните? Лесна храна е храна која што не треба долго време да се дигестира во нашиот организам, не треба да биде премногу, значи, зачинета, и треба да биде лесна за прифаќање, односно за асимилирање. Тоа е генерално да не го опторетува дигестивниот тракт. Меѓутоа, кога имаме диареја, тогаш веќе треба да имаме и храна која што има способност во долниот дел на дигестивниот тракт да ја абсорбира вишокот на вода, за да намали диарејата, а сепак да остане доволно лесна за дигестија и да не ни прави проблеми. Најпопуларна до сега е така наречената брат диета. Ајде да ја погледнеме таа брат диета, како изгледа. Ние подготвивме еден телоп, па ќе разгледаме детално. Значи, вака. Тоа е светски позната кратенка за храна која што лесно се вари. И еве. Б е за банани, тие даваат калиум. Р е райс, односно ориз, кој што може биде бел, варен на вода. Потоа имаме А е за applesauce, значи печено јаболко или каша од јаболко. И Т е за тост. Тост или пак двопек, но без путер или пак мармалад. Ова е клучот на оваа диета? И дали се уште се применува? Да, се применува како guidelines, меѓутоа се почести и погласни е научната фела која вели дека сепак ова е прва помош и дека не треба да трае повеќе од 3 дена. Навистина таа има бенефити. Можеме да се ја прилагодиме за наши услови. Например, кај бананите јас овде додавам секогаш, знам да дадам и тиква, зимно време е достапна. Оризот исто така може да се смени со гриз, кој што исто има моќе и лесно сварлив. Печеното јаболко за мене е подобра варијанта отколку сосот, бидејќи ни треба пектинот, кој што во печеното јаболко е понагласен, а тостот или двопекот навистина можеме да го замениме и со одредени видови на житарици, како што, значи, кои што имаат моќ да впиваат вода. Треба да имаме во предвид дека тогаш кога треба да ја примениме, навистина е полезна. Но се работи за една мононутритивна диета, се работи за една исхрана која што не треба да биде на долги патеки, треба да трае ден-два, затоа што не е доволно нутритивна во моменти кога нас ни треба подкрепување. И тука веќе треба да почнеме постепено, веќе третиот ден, да додаваме и други намирници, бидејќи имаме па и докази дека долготрајното, односно понекогаш
5 до 7 дневното држање на оваа диета, всушност добиваме нешто кое што не сакаме да го добиеме во моменти кога ургентно треба да делуваме. Овдека исто недостасуваат и електролитите. Значи ова е многу строга диета, каде што имаме навистина моно намирници, се работи само за 4 намирници. И се работи за нешто што се преминува исклучително краток период. Исклучително краток период. Дури веќе и гајдлайнсите велат никако повеќе од 2 дена. Беше 3, сега читам, истражувам, веќе е на 2 дена, но пак по преминувањето назад, кај овие монодиети треба многу да се внимава на враќањето назад на нормалната исхрана. Не може да се вратиме на скара 4-тиот ден, доколку сме биле на оваа исхрана, него треба постепено да се воведуваат лесни протеини, супи, чорби и така натаму. Доколку имаме покачена температура, односно грипна когурно-респираторна настинка, која што не е проследена со диареја, и конзумираме пилешка супа. Откако температурата ќе се нормализира, кој е пак тука следниот логичен чекор? Доколку не сме можеле да јадеме ништо друго освен супа во тие денови, односно чорба, доколку е густа. Значи треба да се продолжи да се конзумира, да не е подобро и да престанеме. Здравствените бенефити, посебно против воспалителните и имуномодулаторните на супата оставаат, меѓутоа јас генерално кажувам лесна храна. Тука доаѓа во предвид, појадокот може да биде палента. Добра. Ретка палента во која ќе додадеме, како детски оброк, во која ќе додадеме рендано варено јајце, во која ќе додадеме кисело млеко, во која ќе додадеме нешто по наш вкус, рендан морков. Значи тоа може да биде појадок. Вечерата, јас лично, например, кога не сум во добра здравствена состојба, сакам да биде маслинки, кисело млеко и тост. Значи тоа ми е доволно како еден вид на попара. Маслинките имаат и калиум, и натриум, имаат окрепувачко, имаат окрепувачко дејство. Ајде ќе дадам еден рецепт кој што ми е всушност од овде, од еден професор на Факултетот за физичка култура. Печен кромит и прас во рерна со масленов зејтин и со црвено вино. Алкохолот од виното ќе испари за време на печењето, ќе останат траги од ресвератролот. Имаме антимукозна терапија, имаме антимикробна, антивирусна терапија, која што може да се додаде на лесно пире, многу е вкусно. Може да се додаде на лесно пире како прилог, може да се додаде на варен ориз како прилог. Трае, може да го чуваме во фрижидер неколку дена, но посебно добра комбинација е чорбата од тиква, чорбата од леќа, посебно ако ја направиме комбинацијата на леќа и прас. Тука хесперидинот, кој што е многу важен во борбата со вирусите и со бактериите, тоа е еден вид на пигмент биофлавоноид, заедно со аминокиселините од леќата прави една чудотворна комбинација, која што навистина е многу полесна. Ајде да им дадеме можности на гледачите да постават некое прашање. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден, повелете. Би сакала да прашам, ако може да ми објасни гостинката, зошто ние јавеци чуваме во село домашни кокошки, не ги храниме со вештачка храна, ама кога ќе јадеме после од месото или супа, кркорење има во цревата како гасови такви работи. Ви се чувствувате гасови по конзумација на како подуеност малце во стомакот, во цревата, да, како гасови. И покрај тоа што животното велите дека се исхранува на најприроден начин. Така. Да. Добро. Ви благодарам само со нашо домашно житарица, ништо друго. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Пилешката супа сама по себе не предизвикува подуеност, доколку немаме хемиски зачин, кој што многу често се користи кај нас се уште, одредени видови на зачини, во нив може да има одредени хемикалии, одредени засилувачи на вкусот. Инаку што се однесува до ова, благодете да се конзумира, нели? Да, имат голема предност, имаат голема предност и привилегија. Подоеноста може да биде од зачините, може да биде од одредени додатоци, зеленчуци кои што се ставаат, и од одредени житарки или пак тестенини кои што ние вообичаено ги ставаме
во супите. Подоеноста е секогаш од она што ја прати пилешката супа, а не всушност од пилешката супа сама за себе, поготово кога се работи за ваква. Тоа што го содржи не предизвикува подуеност. Она што ние го додаваме, например, доколку сме ставиле многу целер, може да почувствуваме поради тоа што целерот е богат на билни влакна. И ако ние сме ставиле повеќе намирници, богати на билни влакна, тие имаат дејство, односно набабруваат, но тоа пак и не е така лошо, бидејќи бабрењето на билните влакна е всушност тоа за кое што ние се бориме да го постигнеме во нашиот дигестивен тракт, да ги превземе токсините, да ги превземе вишокот на масноти, што значи дека генерално доаѓа од она што сме го додале во супата, многу често доаѓа од зачините кои ние се комерцијални, а кај нас се уште многу се користат. Ајде уште еден гледач ке постави прашање во продолжение на денешната тема амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Катерина на телефонот, автокоманда. Јас само сакам... Така? Јас само сакам да ве поздравам. Само сакам да кажам дека мојата мајка и сестра 2020 година за време на короната благодарение на супата од кокошка тие преживеа и ја поминаа короната. И сакам само сакам тоа да го кажам дека таа супа, тоа јадење, они помина и благодарение на тоа се уште ми се живи и толку. Ви благодарам што го споделивте ова, а само да ве прашам како ја подготвувате пилешката супа? Имате ли некој посебен рецепт или? Не, јас за време на короната моите не можев ни да ги видам, пошто они се во село, на Селба Илинден. Од таму се јас ќе ми кажеш, сестра ми Катерина, ние јадевме супа, добри сме, јас викав, леле, Боже, тие не се добри, тие лажат, нели? Дека не можам да ги видам. Уствари, благодарение на тоа, како ја правиле, не знам, стварно не знам, но редовно конзумирале ваква супа. Ви благодарам за вклучувањето во програма и тоа што го споделивте вашето искуство. И науката го потврдува всушност ова дека навистина помага во забрзувањето на оздравувањето. Има навистина благотворни делувања и посебно мислам дека во ковидот беше важна кога не можевме да се видиме, а грижата ја споделувавме со тоа што испраќавме храна и супа за болните кои што беа во изолација. И тогаш всушност и науката навистина почна посериозно да се занимава со сите аспекти на пилешката супа. Да проговориме уште малку за исхраната кога сме болни и не се чувствуваме добро, кога имаме некоја респираторна инфекција како што е грип или пак настинка, што е со овошните сокови? Можат ли тие да бидат корисни? И што доколку имаме меѓу другото и диареја? Еве двете варијанти да ги разгледаме. Овошни сокови и диареја се апсолутно диаметрално спротивни, не треба да воопшто да помислуваме на дури и на природни овошни сокови додека имаме диареја. Сме го објаснувала тоа дека во сокот всушност она што е полезно кога сме болни, па и кога сме здрави на крајот на краиштата, останува во соковникот, остануваат простите шеќери и многу мал дел од пигментите. Зеленчукот може би има само малку подруг механизам на делување кога ќе направиме сок од него. Вишокот на шеќери, ако зборувавме за имуномодулаторската делување на супите и на чорбите, тогаш мораме да кажеме дека шеќерите директно, па научно е докажано дека делуваат имунодепресивно. Односно дека тие пак апсолутно ги воспаленијата го менуваат текот на на делувањето на нашиот организам на воспаление. Да, ние кога сме болни не сакаме нашите леукоцити да брзаат и да одат на воспалението, и ние да се затнеме, да не можеме да дишеме и така натаму. Ни треба механизмот на леукоцитите, меѓутоа не ни треба ни нешто што ќе ги спречи леукоцитите да одат на местото на настанот, таму каде што треба да делуваат противвоспалително. Воспаленијата се природен процес и треба да ги имаме. Шеќерите предизвикуваат инфламација, воспаление од нисок интензитет, што значи постојано на ниско ниво. Нашиот имунитет се занимава со нив и не можеме да дадеме вистински имун одговор
доколку сме во постојано воспаление со низок интензитет. Шеќерите најбрзо го прават тоа. А претпоставам дека тоа исто значи, истото важи и за газираните, за шекерени сокови. Некогаш знаеме и тоа да посегнеме под некој таков пијалок, особено кога не се чувствуваме добро, сакајќи да си ја вратиме енергијата, да ни се качи шеќерот. Тоа е уште полошата варијанта од природниот овошен сок. А што е со кафето? Кафето е стимуланс, кога имаме пропратено генерално, меѓутоа како стимуланс тој не подига, но потоа не исцрпува. Сепак чајот е подобра варијанта, сите видови на чај, а се подобра варијанта од кафето. Кофеинот во моменти кога се бориме да имаме доволно енергија, да нашиот организам се бори со вирус, бактерија, настинка или било што да е од воспалителните процеси, не треба да го престимулираме организмот, посебно па кога имаме диареја, кофеинот и кафето се исклучени, како и одредени тешки млечни производи. Значи, кога имаме грип, топла, ке речев пилешка супа, кокошкина, така? Домашно подготвена. Домашно подготвена. Топол чај? Топол чај, не е лошо да се стави и некое карамфилче во чајот, па да се извади понатаму. Засладен со мед или не? Може да биде засладен со мед. Кога да се стави медот? Додека чајот е топол или треба се олади прво? Најмалку да биде, значи оладен, да, 40 на степени е она идеална температура каде што медот ги задржува своите квалитети. На вистина е апсолутно нема потреба да го упропастуваме медот во врел чај. Во млак чај всушност па многу врело да користиме, па не е ни исто така. Не е исто така добро, значи во млак чаеви, но за да биде полесно, не за сокови, не за шеќер, не за алкохол, не за кофеин, не за јака зачинета храна, не за многу кисела храна, но домашни ферментирани производи може. Се што е ферментирано? Ферментирано во домашни услови, еве сега е сезона на киселата зелка, неверојатно е добро да се конзумира. И лук. И лук, и кромит, и прас. И прас. Секогаш, да. Прасот како да го забораваме, но тој е чудесен. Така, лук, кромит и прас. Надица, ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта. Навистина корисно издание, особено во овие зимски денови, кога сите сме болни од нешто. Секогаш со посебно уживање, ви благодарам и на вас. Почитувани, ви благодарам што и денеска бевте заедно со нас и што го проследивте последното актуелно издание на Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието и бидете со нас секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.